Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, Струмица и струмичани повторно се мета за отстрел на државната власт, која преку своите инспекцијски органи врши невидена тортура врз луѓето кои со тешка мака и многу труд се обидуваат да заработат за парче леп и за останок на нивните семејства. Струмица е сардисана од сите страни, а инспекторите не избираат средства како преку високи казни да ја исполнат својата домашна задача зададена од врвот на партијата на власт. Цел на таквото дивење на инспекциите се стопанствениците кои едвај врзуваат крај со крај, во услови кога благодарение на неспособните изгубени економски преродбеници стопанство е доведено во состојба на клиничка смрт. Нашите телефони постојано звонат, а организацијата на СДСМ во Струмица ја посетуваат бројни граѓани, стопанственици кои желејќи се од односот на инспекцијските органи бараат од нас да апелираме до надлежните служби да запре ова лудило. Луѓето од управата за јавни приходи вршат обсада на голем број струмички компании, барајки влакно во јајцето, на секоја цена да ја исполнат својата нехумана мисија, која редовно завршува со изречување високи парични казни. Во обсадата е вклучен и државниот сообраќајен инспекторат кој врши срамен прогон на такси превозниците, одредувајќи им високи казни од по 2 до 3.000 евра. Инспекторите од Гевгелија и Кавадарци ги повикаат таксистите да доаѓаат во нивните градови под сомнителни околности да се пазарат за висината на изречените казни. На удар се и собствениците на отпади на Старо Железо, како и голем број дуќанџи и занечии. Згора на тоа, врие се повеќе и меѓу земјоделските производители. Покрај тоа, што есенскиот домат скапува на нивите, а на пазарите на големо се нуди по мизерни 5 денари од килограм, се случи и враќање на 82 тони домати од странство со образложение дека се заболени од тута апсолута. И наместо државните органи да преземаат дел од одговорноста за себе, тие по обичај ги увинија земјоделците фрлајќи анатема врз нив. Господа од власта, престанете да ги тероризирате невините граѓани. Оставете ја Струмица и струмичани слободно да дишат. Собирањето арач било повеќе пред 1 век и го правиле туѓенци. Зошто му го правите ова на собствениот народ? Ако со вакви методи вршите притисок и собирате пари за избори, мора да знаете дека казната ќе ви стигне од оние кои секојдневно ги тероризирате. Благодарам.